Исмет Рамадани, поранешен пратеник. Сега го користиме често како политички аналитичар. Добро познаваш на состојбите, добро дојдовте во студио 10. Добро го најдеме. Често ве користиме, бидејќи имате и што да кажете. МПЦ, СПЦ нема да навлегуваме во оној дел кој што е црковен, но политичкиот дискурс е поприлично интересен. Се наближува јуни, тоа е денот или месецот кога ќе дознаеме дали конечно ќе добиеме датум за почеток на преговори или не, и покрај тоа што неофицијалните информации се дека тешко до датум. Што значи ова сега со МПЦ, СПЦ? Дали значи некаква утеха? Дали гледам вчера и Добро рековте политичкиот дел. Право да ви кажам, политичкиот дел до некаде го следев јас последните 5-6 години. И знам некои средби кои веќе и беа објавени од политички функционери, државни функционери во тие средби, односно беа гости на патриаршијата во Цариград. И мислам дека во тој дел е направено доста и затоа и ја добивме тоа признание, мислам, од таму. Меѓутоа, што значи автономија во политичка смисла и што значи автономија во религиозна, верска, организирана религија, тоа малку не сум сигурен, меѓутоа може би има и разлика. Затоа што во таа хиерархија, да речеме, таму има посебни посебни критериуми во однос на тоа, и иако тоа што можам да следам и што тоа е дека во нашата јавност има ставови, оценки и такви и такви. Некои мислат дека доста е направено и добро е во однос на црквата, односно МПЦ. Од друга страна има луѓе кои се уште тоа не го прифаќат како такво, но првата вест беше добра, мислам, од тоа што јас знам и сум се распрашал, дека да ти се признае континуитет од 10 века на религијата, црквата. Мислам дека за македонскиот народ и македонската нација е тоа голема работа. Затоа што токму во тој дел секогаш имаме политички ставови, дали од соседите, дали од другите, во однос на оспорување на националниот идентитет. И тоа што веќе е признато, мислам дека треба да се земе како нешто што е во прилог и на државноста и на македонската нација. Не, кога велам политички дискурс, точно е дека е голема одлуката на Вселенската патриаршија на Вартоломеј да ја признае нашата црква канонски. И потоа почнуваат оној политички моментум. Вартоломеј близина со, не знам, со американскиот председател Бајден, нарушени односи со Руската православна црква. Не колку и да сакаме да зборуваме за секуларизација, односно одвоеност на црква или на религија од држава, сепак има политика во сето ова. Сега не сакам да ја доведувам. Дури е понагласена, се извинувам, поинтензивна во актуелните прилики во политиката. Ја вразуваат Затоа што ако се поставиш сега на страната на либерал-демократијата, односно западниот свет, и сега нашите односи, да речеме, со Русија се за нула. Мислам, пошто нашиот став во војната во Украина е кристален, јасен. Значи, сме на страната на тие што бранат интегритет, слобода и така натаму. И тоа е, мислам, дури не е само политичка одлука. На крајот на краиштата, секој човек што знае да мисли со својата глава, треба да се постави на страната на тој што се бори за слобода, за интегритет,
Мислам дека тука треба да ни биде јасно, без разлика што има одредени работи кои понекогаш луѓето ги наведуваат, па православието, па нешто да поврзува културата и така натаму. Меѓутоа во овој случај треба да бидеме јасни, затоа што еднаш го кажав тука, сето тоа што е наш став, и сега во однос на црквите и во однос на политиката, никогаш не треба да се свати тоа дека ние сме против рускиот народ, руската култура, руската литература и така натаму, и така, рускиот балет, рускиот спорт. Мислам дека во тој однос треба да им биде јасно на граѓаните дека ние во овој случај имаме, мислам, одсечна одлука да бидеме на страната на тие кои се борат против, во овој случај, Путиновата Русија, која ги има своите карактеристики на авторитаризам. Против администрацијата на Путин. Да, администрацијата. И обичниот граѓанин така треба да го свати тоа. И ако ние успееме тоа да им го образложиме, да им го објасниме добро, тогаш мислам дека секој човек кој сака слобода, интегритет, безбедност и така натаму, ќе биде на оваа страна. Случајна ли е денеска посетата на Брнабич или бидејќи тие во принцип се договараат однапред, меѓутоа веќе ништо не може да не изненати? Добро, мислам дека поводот е друг. Има повод зашто е дојдена. Меѓутоа, секогаш може да се разговара и за овие прашања, иако понекогаш јавните настапи се дека ние не се мешаме во црковните прашања и така натаму, но тоа не е точно. Мислам дека секогаш и историски гледано и политиката и црковните работи или соработувале или биле во некоја војна политичка. Како и да е, во овој случај помага затоа што имаме добри односи. Мислам, тие политички, па Опен Балкан, средби, сето тоа што се случува со северниот сосед, односно со Србија, мислам дека е позитивно во однос на нивното влијание и во црковните прашања, што би требало низ преговорите, разговорите кои ќе одат натаму, да оди во нешто во прилог на таа автокефалност на МПЦ, односно македонската. Господин Рамадани, се случува ли нешто големо на светот, некакво поместување? Апропо, ова што го гледаме, сега е позасилено. Например, позасилено од аспект на тоа што имаме Русија и Украина, Шведска и Финска во НАТО. И некако, како да се случува некакво поместување. Ова некако ни доаѓа од еднаш АПАН, мислам, тоа е работено со години, но ова со црквата. И некако, како да се случува некако поместување, дај да ги завршиме работиве, како не варе да почнува Трета светска војна за скоро време. Се прават сојузи, мокни сојузи. Да, за да биде појасно за гледачите ваши и така. Во овој случај сите овие... Само да не ги исплашиме, па да одат зетини да купуват, пошто ние тоа чекаме, трчеме зетини да купуваме. Токму за тоа зборувам. Самиот факт дека аплицираат денеска дефинитивно официјално Шведска и Финска за да бидат членки на НАТО, ни кажува дека светот се престројува уште еднаш во одбраната на демократијата, односно либерал-демократијата. Затоа што постои веќе видена опасност дека авторитарните лидери и популистите веќе представуваат опасност за Европа и така што и држави кои имат традиција во тоа што е демократија, веќе се, ако веќе е исплашена една Шведска
една Финска од Путиновата Русија, тоа значи дека уште повише се потврдува нашиот став, односно нашиот однос кон сето тоа што се случува во Украина. Затоа што и тие веќе почувствуваат некаква опасност дека можат утре да бидат нападнати и не може да им помогне директно НАТО, повикувајќи се на член 5.1 за сите за еден. И мислам дека затоа НАТО структурите веднаш го прифатија ова и најверојатно ќе оди по краток пат за нивното членство. Па и краток ќе биде патот затоа што многу стандарди се комплементарни за да бидеш членка на НАТО и на Европска унија. Кога велам комплементарни, тоа се стандарди, критериуми кои се однесуваат за функционирање на демократијата. Ако зборуваме за тоа, тогаш Шведска и Финска се дури над овие земји кои се во членки на НАТО и членки на Европската унија, така што едино што треба да се проработи во таа фузија, односно во таа интеграција на воените капацитети. И тука мислам дека тоа брзо ќе оди и најверојатно тоа ќе биде брзо. Имаме тука една ситуација во врска со реакцијата на Ердоган, односно Турција, во однос на Шведска. Тоа сакам да прашам, да. Ердоган предпоставува дека такво прашање ќе дојде. Мислам дека тоа ќе биде надминато. Знаете како, Финска и Шведска, тие не се големи земји со жители, да речеме, колку е Финска е 5 и нешто милиони, 5,5, Шведска околу 10. Значи, како капацитет човечки во НАТО, не значи дека представуваат нешто голема во однос на силите на НАТО, меѓутоа се многу битни во однос на демократските процеси, стандарди кои можат да влијаат и кај некои земји кои се членки на НАТО, а бога ми не стојат баш добро во однос на демократските да речеме институции, функционалноста на институциите, човекови права, би кажал, слобода на медиумите, но само во однос на безбедноста тука е се окей, мисламе добро. Турција има проблем кој со години е со овие две земји, односно со скандинавските земји. Нивната демократија, курдското движење го сваќа некако како ослободителна организација таму. И се уште не прифаќаат овие земји дека се тие терористичка организација. Иако тие се прогласени од САД, Британија и некои други земји како терористичка организација се разбира со Турција. И тука пак американците мислам дека ќе ја завршат работата, а пошто се прагматични овие две држави, Финска и Шведска, очекувам дека и со Турција ќе најдат некој модел, начин каков ќе биде. Главно е, очекувам тоа, Турција ќе бара да не им даде уточиште на курдите во однос на милитантското организирање нивно таму. Да речеме, тие вежби што веројатно има такви структури кои слободно се
припремат или за некои активности нивни во територијата на Турција. Но Русија не седи мирна. Не седи мирна. Во смисла на тоа што вели дека едно дека ќе го зголеми војното присуство на тие граници и сега некако се чувствува неизневерено, меѓутоа поприлично и се затегнуваат односите. Сега некој да ни кажувал дека во 21. век ние ќе зборуваме за ваква опасност, веројатно сите ќе се смеевме до пред 10 години, но веќе тоа е реалност. Што прави Путин во ваква ситуација? Знаете како Русија е ранени в лав, што викат србите, или ранета мечка, како да кажам. И тие веќе може да се однесува, тоа се плаши цивилизираниот западен свет, дека може да се случи нешто ептен, што се вика ирационално. И тука треба да се следи. Знам и предпоставувам дека службите и американски и британски, кои се најсовршени, работат и на тоа како се движи тој дел на ирационалноста на Путин, односно Путиновата клика, како со времето ќе се одвива сето тоа што е војна, односно војна и конфликт во Украина. Мислам дека ќе продолжи конфликтот, војната, за да се повлече од сето тоа што беше прва намера на Путин, значи да се окупира Украина и да се менува власта таму. Тоа веќе е минато, инаку тоа веќе не може да се постигне, затоа што самиот председател Зеленски направи аура од човек кој се бори за слобода и интегритет со својот народ, така што такви шанси веќе нема. Меѓутоа, во однос на Донбас и во однос на Кримеја, во тој дел, значи повеќе јужно-источниот дел. Гледате дека и од Харкив веќе се повлекува русите. Добро, може би и самата битка, војните действија таму го направија тоа, но се навестува некако дека тука ќе бидат концентрирани во тој дел покрај Црното море и таму битката ќе продолжи, меѓутоа на крајот ќе мора да се седне. Кој ќе биде компромисот, не можам да предпоставувам, затоа што Украина, како што поминува времето, добива воена помош, добива во тоа што е, значи, поддршка голема во светски размери и сето тоа може да доведе до седнување на крајот, меѓутоа Путиновите апетити нема да бидат тие што ги имаше на почеток. И Украина може би сега се тие ставови нивни, односно изјави дека не даваме ни една педа од нашата земја. Дали тоа ќе биде така, не сум сигурен дека ќе биде така. Може би кревање на некаква рампа за евентуални преговори. Бидејќи оно што пратам по странските медиуми, значи украинските војници со автобуси ја напуштаат опколената челичарнича во Азовстал, во Мариупол. Вкупно 265 војници, вклучувајќи 51 сериозно ранети, се предале на руските сили. Руските истражители сега планираат да ги испрашуваат, се споменува и осуда за злосторство против цивили. Сега го гледам тоа е една победа која што вчера триумфално ја соопштија. Мислам, таа првобитната
вест дека ќе дојде до размена на Заробеници? заробеници. Сега веќе од Москва има друга ова, што вие токму сега го прочитавте, дека не можат да бидат дел од таа размена овие војници, затоа што тие им дава друга конотација и карактеристика. Наводно дека се нацисти, дека се злосторници и така натаму и така натаму. И како да барат некакво судење во Русија за нив. И не знам дали, иако продолжуваат, мислам дека има продолжуваат разговори во однос на таа размена на заробени војници. Што е со јуни во целата оваа констелација? Знаете како Вчера Тала Джефери, се до душа и насловот беше таков, како во јуни добиваме датум за почеток на преговори, меѓутоа во изјавата не стои баш така. Мислам дека нашите представници во надворешната политика, почнувајќи од министерот за надворешни работи и други, па и председателот на владата и другите кои се во тој дел повклучени, овај пат се малку порезервирани во однос на давање надеж дека има добри шанси ќе биде. Јас вчера случајно ја слушнав министерката за надворешни работи на Албанија. По некој интервју или изјава и од тука заклучив дека од вчера, завчера сега доаѓа, да, од последните средби во Брисел веќе како да се случува нешто понадежно, попозитивно во однос на добивање на датумот за преговори. Меѓутоа не знам, немам такви информации кој ќе биде тој модус вивенди, би рекол, начинот како Пошто информациите од Бугарија се дека тие не попуштаат. Но сте го приметувале веројатно јавност, политичката јавност и кај нас, дека председателот Радев беше прилично нервозен после средбата со канцеларот на Германија. И дури неговата изјава, би рекол, после тоа, беше под емоции и нервоза која беше и ступидна, морам да ви кажам. Иако се работи за председател на една држава. Каде тоа не значи дека не може да дава ступидни изјави. Меѓутоа, таква изјава човек кој е на чело на една држава со такво искуство, значи толку како да беше растревожен и даде многу негативна изјава која не му оди во прилоги нему како личност, со тоа дека да не дозволиме македонизмот да ни влезе во Европска Унија и во рамките на Европа. Он како тоа го опишуваше како нешто голема опасност, дека ние како Македонија ќе, како да кажам, толку ќе имаме негативно влијање во рамките на Европска Унија, што ќе биде многу опасно, што таква изјава, и тоа македонизмот. И јас не можам да најдам, анализирам дали тоа што му значеше тоа, навистина не можам да разберам. Тоа е ирационалност, тоа не е никаква присебност како човек кој е прв човек на државата. Но што значи? Значи дека тој признаваше во континуитет во последно време дека има притисок. Притисокот до него оди малку можеби до некои размери каде што он и лично ќе се најде во непријатна ситуација, затоа што службите разузнувачки и така натаму, дали се тоа амерички, британски,
мислам дека имат нешто што можат со него да разговарат на начин што они и е човек кој веќе перцепиран во Бугарија, па и од кај нас како проруски поставен. Дури мислам дека не ни крие веќе тој. И ако он малку се крие, неговите пипци, односно луѓе, се уште појавно настапуваат. Нели ова која беше министерка за одбрана. За одбрана и некои луѓе кои се блиски негови, тоа го манифестира, не е тешко да се заклучи дека каде е изворот, односно каде е нивниот прв во таа. Во оваква, да беше друга ситуација, да не беше Украина и тоа што вие пред малку рековте, поместувања во однос на украинската војна и сето тоа што се случува, можеше можеби прикриено да помине полесно. А сега ќе му биде потешко. Знаете зошто сакам тука да го објаснам фактот дека ние како да сме спремни да го оправдуваме Кирил Петков како премиер. Дека он сака, значи по-модерен, ама не сме од Радев, не сме од коалициони. Меѓутоа, во последно време он добива силна поддршка и ако добива силна поддршка од западниот свет, од американците и од важните земји во Европска Унија, од Германија, Франција и други, тогаш мислам дека тие ќе му бидат во испомош да заврши некои работи во однос на таа коалициона влада, односно да донесе одлука која повторувам уште еднаш, неколку пати сум го кажал, веќе проблемот Македонија, Бугарија, односно овие несогласувања со нив, се на горниот дел од агендата на големите сили, како што ако веќе се разговара и во Г7 за нас, или за односите со Бугарија. Веројатно за се разговара, да, за тоа геополитичко поместување. И ако е проблемот веќе ставен во геополитиката, односно стратешки, тогаш овој проблем меѓу нас и Бугарија ќе добие разврска врз основа и на овие параметри, односно критериуми кои се однесуваат на геополитика. Може Бугарија пак да ја промени страната во историјата? Некако се натаму. Па дури и со црквата, гледате како нели им беше понудено нив тие да бидат мајка црква, па на крајот ништо не направија и се имаме ова што... Не знам, не верувам дека нема таква критична маса. Колкава е тоа сакав да прашам? Колкава е моќта на десните партии? Нема критична маса во Бугарија да се промени сега историјата, затоа што овие последни години тие го вкусија тоа што значи благодет, економска демократија. Мислам во самиот факт што се членка на ЕУ и НАТО и без разлика што таму има одредени структури, има одредено расположение. Меѓутоа, сега уште помалку имаат шанси, затоа што се гледа дека сите тие поместувања одат во една невидена солидарност или
сојузништво на земјите кои се со САД и со Европската Унија, така што тоа нема шанси, мислам. Нема шанси, реални не. Знаете зашто прашувам? Каква е моќта на тие десни националистички партии? Апропо оно што го гледавме, например, со обидот на Љупчо Ѓоргиевски да прави помирување преку предавање, па му влета Џамбаски европратеникот, па се растори целата таа во наводница, ако можеме така да кажем, забава, односно ја прекинаа самите и организатори за да не направат некаква потензична состојба. И некако се добива впечаток дека од бугарска страна затоа велам кафе тој процент на луѓе кои што инсистираат Македонија да не добие датум за почеток. Да, дури и јас бев пријавен во таа. Мислев дека тоа пријателство помеѓу Бугарија и Македонија. Меѓутоа, како што поминуваше времето, чувствувам дека во Бугарија во добар дел од структурите има голема нервоза сега во последно време. Затоа што ти кога признаваш дека имаш притисок од земји кои тие знаат што значи тој притисок, сега се јавува нервоза дури кај нивните опинионисти во јавноста и во таа нервоза кај нив сега треба да се канализира. Тоа ние не можеме. Ние сами не можеме. Меѓутоа има кој може. И да ги смирува и да ги донесе во потрезвена состојба во однос на реалните случувања и меѓу нас, значи меѓу Бугарија и Македонија, и меѓу сето тоа што значи авторитаризам, популизам и функционална и реална демократија, институционална демократија. И таа борба продолжува внатре и во некои држави кои се членки на Европската Унија и тоа многу значајни како држави. Ние да го земеме само примерот во таа борба за председател на Франција. Победи Макрон, меѓутоа имаше сериозна конкурентка во Лепен, која е екстремно десна. Иако таа се обидуваше малку да се повлече од тоа екстремното, најекстремното би кажал, затоа што имаше еден друг кој беше уште поекстремен. Но како и да е, самата победа на Макрон значи дека победуваат полека, али сигурно, сепак демократските, да кажам, либералите, зелените, социјалдемократите. Исто се случува и во Италија. Значи, зошто е тоа така? Мислам дека протект, односно голема поддршка добива европските демократски лидери од администрацијата на Бајден. И тоа е еден од главните аргументи зошто и во Европа се менуваат состојбите. Иако имаме и специфични случаи каде што не успеа таа тој демократски свет до крај да влијае, примерот на Унгарија ли е, каде што сепак победи авторитарен, односно популист. И тоа. Но во Словенија загуби. Иако кај нас тоа малку ме зачудува што кај нас лидерот на опозицијата или структури од ВМРО-ДПМН тоа го оправдуваат со
со нивните аргументи, па еве народот го избра. Да, Народот го сака. Но во Словенија тој калибар на политичари како Јанша загубија. Загубија. И тоа катастрофално. Не, ама тие резултати кои се убедливи, каде што победуваат таму авторитарни овие лидери, не можеме да ги земеме здраво за готово и да кажеме народот го сака. Затоа што тука нема демократска подлога и ситуација за да има избори каде што може да изгуби тој авторитарен лидер. И Милошевиќ победуваше до 90, 80-90% во Србија. И он кога зборуваше, немаше друг подобар да зборува за демократија него. Така што ме зачудува малку таа наивност на одредени луѓе кои сепак се представуваат дека се фактори и во нашата држава како политички партии, политички лидери. Реално самата Европска унија има проблеми и со Полска и со Унгарија, со тие држави, затоа што знаеме што се случува, односно ние што пратиме и сега се обидуваме да ја цртаме сета таа геополитика, па дури и во самата Евровизија баравме политика што не е исклучена. Што не е исклучена. Меѓутоа, не треба тако лакомно или лесно да ги примаме тие примери да ни бидат добар пример за развој на демократијата, затоа што авторитаризмот, односно популизмот е начин на однесување на такви лидери кои во едно блиско време, да речеме, тие стануваат опасни и за нивното општество, односно нивните граѓани, затоа што добиваат во сила, авторитарност и после апетитите одат малку подалеку. Дај да видиме во соседството да направиме нешто, да имаме уште еден побратим лидер кој ќе биде како, мислам, сличен, како тоа што Путин со Лукашенко, па обидот и во Украина да се постави таков човек, односно лидер. Па има тие во ликот на Јануковиќ, мислам дека има. Има едно време и затоа треба навреме да се дообјаснуваме со таквите, односно со граѓаните, да не подлегнат, можеби во моментот или во еден инстант период, тоа звучи добро, дава надеж дека доаѓат од еден човек и поекспедитивно функционира администрацијата, функционираат работите, но тоа после едно време се враќа како бумеранг кој ни представува опасност до одредени конфликти, дали меѓу соседите, може и внатре конфликти да ни создават, затоа што авторитаризмот, односно популизмот, само по себе и како дефиниција и како номенклатура се опасни за едно општество. И нашиве се предпазливи, нашиве власти се предпазливи со јуни, мислам дека веќе и негаат таков оптимизам. Дури и Бујар Османи Ковачевски потоа се приклучи, кажа доста е, затоа што претерано го славаме фокусот на работа, ни бегаат другите работи. Мислам дека добро настапуваат. Не треба, мислам, ова е поука и од порано. Меѓутоа подобро да бидеме порезервирани во надеж, во изјави и така натаму, дури да почнеме со некои размислување кои ние дискурсот, тоа не е Европска унија, НАТО, мислам нема бегање од тоа веќе ние и како стратешка определба и така натаму, меѓутоа треба и да им дадеме до знаење на
европските структури, па и на Бугарија како членка на Европска унија и на НАТО, дека не сме не можеме понатаму да се поставиме како луѓе кои само молиме, дајте ни датум, дајте ни... Не, направивме премногу отстапки и премногу се бараше од нас, направивме премногу отстапки. Не толку отстапки, колку што се поставивме како вон сериска желба за да бидеме членка таму или таму, а сето тоа се злоупотреби од одредени па и соседни земји и структури во Европската. А сега подиме во тотална крајност. Сега мислам дека евроскептицизмот ќе паѓа, особено ако во јуни не добиеме датум. Да, меѓутоа кога паѓа грижата, односно посебно во вакви ситуации како е сега во Европската унија и НАТО, тие се моменти кога малку повеќе одговорноста треба да премине кај нив, за да го почувствуваат малку тоа, затоа што геополитиката и геостратешките цели, ако се пореметуваат, опасноста стигнува до нивниот двор. Како што гледаме дека кој размислуваше дека во Европа може да се случи ваква војна, вакви поместување. На крајот од денот пак сепак изгледува дека станува збор за војна за ресурси, за пари, на тоа се сведува, меѓутоа кога тоа го правиме се отидеме во друга тема. Тоа е секогаш било, меѓутоа ние треба да гледаме тоа што можеме да го видиме како страдање на луѓето, како разузнување, мислам, тоа што се случува во Европа е ова. Каде што другите цивилизации, без разлика што се фанатици во нивните цивилизации, меѓутоа секогаш ја гледале Европа како нешто што е најразвиено и демократски, цивилизацијски, економски и сето тоа. Рамадан, уште две прашања за крај. Прво, во контекст нова, можно ли Албанија да биде да оди сама, да биде одвоена од Македонија? Едниот дел од прашањето и вториот дел е што со овој нов предлог на Макрон? Токму тоа сега во последно време дури таа изјава на премиерот Рама дека ако во јуни не се заврши работата со двете, значи и со Северна Македонија и со Албанија, тогаш ќе бидеме приморени ние да бараме сами да продолжиме понатаму, мислејќи на тоа дека проблемот со Бугарија ќе трае многу. Меѓутоа, имаме нов пристап. Сите овие главните играчи во Европска унија не го прифаќа тоа прво. Меѓутоа, за да не прифаќа такво нешто, тие треба да направат нешто во однос на тоа како двете земји да го поминат прагот и да ги отпочнуваат преговорите. Така што и така може да се земе некаков притисок, но како и да е, ајде прво ние да останеме на тоа дека постои некоја шанса, макар и минимална, во јуни. А што се однесува до за предлогот на Макрон? При тоа не е спомената Македонија тама. Велика Британија, Босна и Херцеговина. Знам, во таа определба негова мислам, тоа е јасно дека кај нив лидерството е многу важно, посебно он веќе се поставува сега без конкуренција лидер во рамките на Европската унија
излегува со некои негови идеи. Меѓутоа, нам ни прават проблеми неговите идеи и неговите предлози. Првата идеја Со методологијата со таа методологија он ни направи многу штета, затоа што во негативна смисла Бугарија уште не беше разбудена. Меѓутоа ќе имаше шанси понатаму. Дури мислам дека и намерно беше таа промена на методологија. Сега со ова беше некој предлог, ама не можеме да даваме баш право мислење или анализа, затоа што не беше и он не беше јасен до крај. Тоа беше една изјава, еден настап каде што никој не знае што сакаше он со тоа, дека некаков нов сојуз, што ние тоа веднаш го преведовме во втора лига на Европска Унија. Па добро, Велика Британија не е баш втора лига. Ние сме во процес, иако де факто и сега во Европска Унија ги спасува овие земји кои се втора лига ветото. Мислам, со нивното вето и начинот на гласање се рамноправни. Меѓутоа, дека се втора лига во однос на нивните економии, стандарди, критериуми и во однос на тоа што е борба против криминалот, корупцијата. И сега имаме едно, затоа што имаме земји кои се во еврозоната, нели? Во еврозоната и се мисли дека тие кои се во еврозоната сепак се земја која можеме да ги наречеме како прва лига. За да се влезе во прва лига, значи и тоа е Шенген зоната, тие се мислам необјавена, би кажал, хиерархија во однос на квалитетни општества во Европската Унија, но тоа е тоа. Ако тоа биде со изјавата на Макрон официјално, административно тоа да се оди натаму, тогаш мислам дека не е добро за нас и никако не би можеле тоа да го прифатиме. За крај, што мислите со опозицијата? Активен бојкот на собрание ќе ескалира или најавија и протести за вчерашниот извршен комитет за вчера, мислам дека беше? Мислам дека начелно не можеш да не поддржиш од опозиција која сака на еден начин да придобие во тоа што значи предвремени избори, да се дојде на власт. Меѓутоа, чинам дека малку претерува Мицковски, затоа што после првиот ден од првата влада формирана он премногу форсираше предвремени избори, обиди за одредено мнозинство, па фијаско во тоа. И дури малку ме зачудува фактот што има таму во неговите структури интелигентни, доста добро подковани политичари кои ме зачудуваат со тоа како му веруваат секој ден да ги држи со некоја најава за предвремени избори, место да работат на тоа што е алтернатива, како може тие да се извлечат од кризата енергетска, економска, како тие би ја спровеле демократијата, правната држава, иако тие имат хендикеп, затоа што блиското минато нивно е проблем. Плюс овие врски кои настојуваат и понатаму да ги држат за Будимпешта, со нивниот, како да кажам, не е само почесен лидер,
него и нешто повеќе во однос на неговото влијание во раководните структури на ВМРО-ДПМН. И сето тоа што го прават сега е единствен пример. Има примери, протестираат луѓето за стандард, па и за леп, и за екзистенција. Меѓутоа немаме во рамките на овие простори, регионот и во Европа, каде што протестира некоја политичка партија сериозна за предвремени избори и тоа да му биде главното. Мислам дека тоа не оди, не се прифаќа ни од надворешниот фактор, како што ќе помине времето и луѓето ќе бидат свесни дека да, ние можеме да кажеме дека има слабости и во оваа владење, има доста работи кои не може да бидат прифатени. Меѓутоа нема некоја алтернатива во опозицијата која дава толку сигурна надеж дека веднаш кога ќе дојдат се ќе се промени, нема да има енергетска криза, нема да има економска криза, нема да има неправда, затоа што во тоа бога ми навикнати се веќе граѓаните, тешко да ги убедуваш и да веруваат. Ќе видиме што ќе се случува. Благодарам што бевте гостин во Студио 10. Исмет Рамадани, поранешен пратеник, гостин во првиот дел во Студио 10. Кратка пауза, следе наш гостин Петар Арсовски, политички аналитичар. Бидете со нас.